А сега е веќе време за нашата следна гостинка, докторка од Аџибадем Систина, поточно ендокринолог, доктор Надица Божиновска-Димова. Добро утро! Добро утро! Добро ни дојдовте и поводот секако е светскиот ден на дијабетесот, така што има што да кажете, има што да слушнат нашите гледачи, особено кои што патат од дијабетес. Повелете. Благодарам, Искра. Добро утро. Доаѓаме од дежурство. Да. Ето е докторската работа, така? Секако, да. Драго ми е што ова утро си наш гостин, со оглед на тоа дека еве денеска токму и на светскиот ден на дијабетесот ќе зборуваме за него. Од каде да почнеме? Со оглед на тоа дека за жал го имаме и статистиката покажува се повеќе и кај нас. Па ајде од причинителите и факторите кои доведуваат до дијабетесот. Прво, добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Навистина е убаво што се погоди вака на денот на дијабетесот. Пред да ви одговорам на прашањето, веројатно би започнала со прашањето што ми го поставуваат многу често пациентите, зошто постои ден на дијабетесот, во смисол зошто го славиме кога тоа е болест, значи медицинска состојба. Денот на дијабетесот е створен не за да ја славиме болеста, туку за да кренеме свесноста за тоа што представува дијабетесот со цел како општество, меѓутоа на индивидуално ниво, подобро да се справиме со него. Она што секогаш им представува мистерија на луѓето, тоа е дека постојат многу видови на дијабетес. Оние кои што најчесто се застапени, тип 1, тип 2 и гестацијски или дијабетес во бременост. Тип 1 оној што има повеќе познат на луѓето како дијабетес што се јавува кај деца. Меѓутоа, апсолутно таа граница повеќе не постои. Тоа е дијабетес кој што настанува акутно нагло, во кој што едноставно бета клетките на панкреасот престануваат да лачат инсулин и тие луѓе од самиот старт имаат потреба од инсулинска терапија. Тип 2 дијабетес е оној кој што порано важеше дека се јавува кај возрастната популација, меѓутоа повторно таа граница избришете не постои, се јавува веќе и кај деца. Што значи од ова сега во моментов што го кажуваме се поместуваат границите во медицината. Апсолутно, не постојат повеќе оние ограничувања. Постојат дијагностички методи со кои што точно се утврдува кој пациент која форма на дијабетес има и од тука се тргнува со правилниот третман. Од тој аспект за тип 1 не постојат посебни ризици, најдоминантна е генската предиспозиција на самата индивидуа. Најчесто тоа настанува после нека лесна настинка кога се алармира имуниот систем и практично самото тело со антитела ги уништува бета клетките. Тип 2 е оној кој што е доминантно застапен во светот и во Македонија. Тоа е мултифакторијална болест поврзана со многу ризик фактори, меѓутоа оние кои што се доминантни се секако седентарниот начин на живот, значи немањето на физичка активност, лошата исхрана, односно покачената телесна тежина или дебелина и повторно тука ни доаѓа генетската предиспозиција. Тие три заедно сега популарно се нарекуваат епигенетика, односно како начинот на кој што живееме влијае на нашата генетика и обратно. Ете затоа сега токму и на светскиот ден на дијабетесот ние ќе алармираме и ќе зборуваме за да допреме до сите, но секако дека во овој момент сигурна сум дека има многу гледачи кои што во утро не следат и се соочуваат со дијабетесот. Меѓутоа јас би сакала да продолжиме со разговорот, еве кажавме за оној кој е најраспространетиот дијабетес, како што кажа и во светот, но еве и тука кај нас. Зошто е тоа така? Кажавме факторите од нефизичка активност, дебелење и така натаму, меѓутоа и генетиката, генетскиот фактор е исто спаѓа во тој ризик дека може да се наследи. Но дали само генетиката или пак еве да алармираме за оние луѓе кои што не се физички активни, кои што сакаат да јадат се и се што, па малку нешто околу тоа еве да им ја разбудиме свеста. Да, тоа е значи состојба која што се пренесува вертикално или што нарекуваме од колено на колено. Како што кажавте, голема е веројатноста дека тие што имаат некој во фамилија со тип 2 веќе се делумно алармирани или виделе некој искуство, па сакаат да се прегледаат. Меѓутоа, оние кои што немаат генетска предиспозиција, имаат проблеми со телесна тежина, па дури да не зборуваме за дебелина, зборуваме за прекумерна тежина веќе на возраст над 45 години. Човек кој што нема физичка активност, има некој вишок килограм, не штеди да се направи проверка на глукозата во крвта. Тоа е толку едноставен тест, а доколку дијабетесот се открие навреме или се открие во некоја предфаза, што ја нарекуваме предијабетес, тогаш потенцијалите за терапија и минимизирањето на ризиците од компликации се многу поголеми неголи доколку пациентот се открие во некоја подоцнежна фаза кога шеќерот веќе достигнал вредност 15-16, што е најчесто случај во нашата држава. Значи ние секогаш да оцениме за
конкретно ако не за се, меѓутоа и за контролите, прегледите кои што треба редовно да ги правиме. Многу е важно, да, како што кажавме, и многу едноставен е тестот за глукозата, за да видиме дали ја имаме во крвта, ја носиме во себе. Меѓутоа, еве, да кажеме кога е време и период за оние луѓе кои што не се, како што напоменавме, физички активни, да го сторат тоа. Еве, на колку временски период треба да се тестираат? Видете, ние сите еднаш годишно сме подложени на систематски прегледи. Она што многу често се случува е ќе се забележи вредност 6,5 и самиот пациент не ја сваќа доволно сериозно за да дојде на лекар. Меѓутоа, тоа се оние почетни бројки со кои што ние најмногу сакаме да работиме, затоа што во таа фаза Нормалата која е, само ќе кажеме? до 5-6 е горната 5-6, граница. да. Се што е над 5-6 се смета за покачено. Сега има покачено во смисло на нарушена јаглехидратна толеранција или диабетес. Така. Покрај систематскиот, значи бар уште 2 проверки во текот на годината. Не зборуваме за ништо драматично, тоа се некои регуларни проверки кои што може да ни дадат само повеќе информации. Сега, сите оние кои што кажавме не се многу физички активни. Што создава телото? Зошто го создава телото? Ја создава глукозата ако не сме физички активни? Видете, нашиот мозок се храни од глукоза. Доколку не би имала глукоза, мозокот едноставно не би функционирал. Па така, ние кога не сме физички активни, дури и да не јадеме, нашиот црн дроб создава шекер, затоа што така се храни мозокот како веројатно најважниот орган. Она што е најинтересно и што многу често ме прашуваат, ќе дојде пациент и ќе ми рече ништо не јадев, шекерот ми е 9 на сабајле. Тоа е затоа што кога црниот дроб создава шекер, начинот на регулација на гликемиските вредности, особено кај луѓе со тип 2 диабетес или предиабетес, е малце нарушен. Затоа и многу често ние ги препорачуваме оние редовни оброци. Луѓето кои што се редовно физички активни, кај овие луѓе шекерот од крвта директно преку посебни канали доаѓа во мускулите, оному кај што е потребен, кој што се активирани, и во таа фаза практично на самиот панкреас му вели да одмори. Че панкреасот во тој момент не е активиран, не се троши инсулин, се заобиколува таа инсулинска резистенција која што е многу застапена кај луѓето, и едноставно со такви редовни вежби телото почнува различно да работи и е поефикасно во однос на искористување на шекерот. Значи колку е ефикасно да сме физички активни. Апсолутно. Од ова сега ја што го слушам и треба да е така, без разлика нели и на годишната возраст на која што сме, ако ништо друго барем пешачењето, ако некој не може еве или не трпи толку поголема да кажеме некоја зафатеност на физичка активност, да. Значи апсолутно било каква физичка активност, она што е битно е таа да е или што континуирана. подразбираме под физичка Да, затоа што активност. според Светската здравствена организација пешачење 3 пати неделно со по 1 час континуирано пешачење е нешто што е како минимално а доволно. Така да јас ги охрабрувам вашите Ајде да гледачи. подсетиме уште еднаш 1 час. 1 час 3 пати неделно е минимумот кој што може да задоволи некој здравствени стандард. Така, Прилично едноставно, да. На прошетка, па може би и на шопинг, ако ништо друго, па може да се шета околу продавниците. Секако, ама битно е да има континуирано движење, да. Она што, еве, го споменавме токму овој диабетес, со оглед на тоа дека е светски ден на диабетесот, кој е најраспространетиот во светот. Ајде сега малку и за оние, како да ги наречам, подзаскриените диабетеси, кои што можат исто така да предизвикаат големи проблеми во текот на живеењето кај луѓето. Мислите на тип Доколку 1 не ги гестатистичкиот? да. Значи, тип 1 не е зацкриен, Па го кажав, не знам дали ќе успеев да тоа е го оној кажам. кој што пациентите имаат потреба од постојана континуирана инсулинска терапија. Да. Тоа се пациенти кои што можат да бидат на инсулински пумпи или со повеќе инсулински боскања во текот на денот. Кај овие пациенти е неопходна строга контрола на гликемија, тоа во денешно време се овозможува со континуирани мерачи на глукоза, кои што глукозата ја мерат над 200 пати во денот наспроти оние боцкања кои што дури и 10 пати да се измерат самите дали пациенти. ги имаме ние и ни се надофат на рака? Па одредени се надуфат на рака, меѓутоа јас надевам дека ќе бидат уште повеќе во поголем број, затоа што би му возможеле на пациентите го олеснуваат текот на живеењето, секојдневието, апсолутно, затоа што овие мерачи имаат аларм со кој што може да го алармираат човекот со диабетес, дали има висок, низок шекер, и во секој момент со телефонот може да проверат колку има глукозата. Значи на неинвазивен начин одлично, велам, за сега веќе кога така се соочуваат така со тоа, зошто да не го има, да не им олесни во секојдневието така. Тоа бараме за нашите пациенти, затоа што овие пациенти на вистина се трудат, даваат се од себе, понекогаш им треба и ваква поддршка која што е одлична од техничка. Ајде малку и за оние кои што можеби еве во моментов им се појавува, односно се соочуваат или се на почетоците со
диабетес им е откриен од повеќе типови, без разлика еве за кој да е диабетес. Што правиме со тие пациенти? Како делуваат, како реагираат на тоа кога ќе дознаат, сигурно дека се соочувате со нив, што правиме? Дали тагата е присутна, дали малку треба и на психичка база, нели основа малку да се поработи со нив со оглед на тоа дека не е едноставно, мора да признаеме, затоа што од сега натаму треба да примаме секојдневна терапија за диабетес. Тоа е хронична состојба, самиот момент дека некој е диагностициран со таква состојба, првото што прашуваат дали оваа терапија ќе биде до крајот на мојот живот. Да, верувам, затоа и прашав. Тоа е прашање на кое што секогаш ми е тешко да одговорам, затоа што не сакам да ги разочарам пациентите, меѓутоа важно е да сватат дека тоа е болест, меѓутоа таа болест доколку е добро контролирана може да стане медицинска состојба која што редовно ја мониторираме и регулираме. На пациентите минуваат низ различни фази, од депресивна тага, значи до моменти на гнев кога се разочарани, тоа се сосема очекувани фази додека не настапи она прифаќање на болеста. Да. Јас на она што инсистирам во нашата болница. Но болест со која што се живее, така. Апсолутно се живее, тоа е квалитетно, со новите лекови кои што ги имаме, значи се избегнуваат сите компликации, практично им овозможуваме максимален квалитет на живот. Тоа е она за што јас се залагам, зашто сметам дека е многу важна психолошката потпора. Да, затоа ја споменав. Да, затоа меѓутоа во Македонија тоа е се уште табу. Се сваќа многу различно него ли она што вистински е. Се уште ли е така? За жал, да, иако мислам дека има малку прогрес, затоа што ние во нашата болница работиме со психолог и психијатар и морам да кажам дека тие пациенти многу побрзо се доаѓаат до онаа фаза на прифаќање на болеста. Опоравување, да кажеме, и прифаќање, да. Она што јас секогаш се трудам со моите пациенти, пошто се доминантно со тип 2 диабетес, да им кажам дека окей, сега сме во оваа фаза, целта ни е да ги постигнеме овие бројки со цел да минимизираме доминантно кардиоваскуларни, меѓутоа сите други компликации. И генерално постигнуваме добар успех, меѓутоа психолошкиот пристап е веројатно она што е најбитно да им кажеме на пациентите дека ќе живеат долго и ќе бидат здрави. Да, тоа е многу важно и она што сакав да го споменеме, но секако и да го истакнеме, дека сепак животот се продолжува понатаму и без разлика што ете за диабетесот. Ајде малку да се помрднеме, да кажам така, од границите на Македонија. Сигурно дека следите статистиките, ги знаете, кажавте во светски размери. Исто ли причинителите се, предпоставувам, истите и зошто се повеќе и повеќе луѓето ја имаат оваа болест, да кажеме? Видете, диабетесот од Светската здравствена организација одамна беше Што вели прогласена Светската здравствена организација? Прва пандемија на болест која што не е заразна. Се должи на начинот на живот, рачунете дека сите ние... Стресот дали е фактор? Стресот е апсолутно фактор, меѓутоа стресот е фактор за многу состојби. Да, покрај. Не можеме да се ослониме само на стресот, пред него постојат многу други причинители и Да, верувам, меѓутоа дали тоа има, еве? Апсолутно има. Секако при стресни ситуации се лачат стресни хормони кои што блокираат функција на инсулинот. Инсулинот е хормон кој што го регулира шеќерот и тука настануваат некои нарушувања. Меѓутоа, рачунајте сите оние комфортни зони во кои што ние живееме, дали е тоа превоз, дали е патување со авион, че било кои други работи кои што ние ги доживуваме нормално, порано траеле многу подолго и луѓето вложувале многу повеќе напор. Така. Во денешно време нас движењето ни е сведено на минимум, а храната ни е зголемена 5 пати од она што јаделе пред 30 години и тоа неминовно носи до зголемена телесна тежина, до... Сакаме да пробаме од се по нешто? Окото се лаже. Да, има некое чувство дека ако се купи во супермаркет што пишува готвена храна, дека е иста со дома, тоа воопшто не е. Да, ајде малку да алармираме околу тоа, околу храната, со оглед на тоа дека во ова време на живење можеме и знаеме да забележиме дека токму поради таа причина сакаме нешто се побрзо да ни биде, па ако е потребно и храната. Ајде сега малку околу храната, како треба, што треба, еве за сите оние кои што во моментот немаат диабетес или границата им покажува чеси, како што кажавме, оди нешто натака, околу и с храната, што е најпотребно, како ние да се храниме за да го регулираме шеќерот во крвта? Само ако им покажува околу 6 првсовете да се јават на лекар, на за да лекар, се утврди добро, фазата. така. Второто е храната е потребно да биде
во форма на редовни оброци да биде оптимизирана. Значи луѓето не треба да се плашат од јаглехидратите. Јаглехидратите се важни, како што кажавме, мозокот се храни од глукоза. Меѓутоа јаглехидрат не е исто ако се јаде граф, пченка, леќа или ако се јаде бурек. Значи таа е таа разлика која што луѓето треба да ја направат. Бурекот како нација. Па бурек, баничка, сими, тие се главните доручевци, кај нас кои што гледам дека доминантно се јадат, а тоа се всушност само масти и јаглехидрати кои што не носат никаква корист на телото, носат само вишок телесна тежина. Дури кај оние што немаат вишок телесна тежина, појадуваат секој ден таква храна, со тек на времето се покачува и глукоза во крвта, се покачуваат и мастите. Што е најдобро за појадок? Најдобро. Не верувам во фиксни оброци, сметам дека треба да има индивидуализирани оброци за она што секој сака, меѓутоа секако треба да биде оброк кој што содржи голем број на протеини. Така. Тоа е пред се затоа што наутро нивото на кортизол ни е највисоко, па тука не се препорачува енергетска бомба од јаглехидрати, пошто малце потешко ќе се справи телото, меѓутоа секако треба да има некоја форма на јаглехидрат. Пример омлет со зеленчук е секако здрава верзија. Здрава верзија, да. Еве, од тука некаде сме веќе пред крајот на нашиот разговор, па би сакала да го заокружиме како Светски ден на дијабетесот. Сигурно дека сите кои сте во оваа медицинска гранка имате порака на овој Светски ден до вашите пациенти, до сите оние кои што се соочуваат со ова, да кажеме, болест, меѓутоа со која што се живее и кажавте, долго може да се живее, без проблеми, само што треба да ја прифатиме и да знаеме дека ние од денес имаме една терапија со која што треба да ни биде дел од нашиот живот. Постои некој во мојот круг на пријатели каде што и докторот како еден сам психолог вели ако е дел од секојдневието мењето заби, шминкањето или ставање неколку минути се губат околу шминкање пред излегување надвор, тука е само и неколку секунди боцкањето и да се стави во тој пакет на секојдневие, ете и тој инсулинот, меѓутоа сигурно дека имате порака како еве од Светската здравствена организација. Се согласувам апсолутно со аналогијата. Она што јас сакам да им го кажам на сите луѓе кои што имаат дијабетес или кои што се во тие ризични групи, е дека не треба да се плашат од дијабетесот, напротив, треба да застанат директно наспроти него, затоа што кога сме сплотени лекар-пациент, многу подобро и поуспешно се бориме со дијабетесот. И да не се плашат да дојдат на лекар, најголемиот страв што го слушам од пациентите е дека не додов за да не ми дадете инсулин. Доколку треба инсулин ќе се даде, меѓутоа доколку доаѓате редовно за тип 2, ризикот од иницирање на инсулинска терапија се намалува. Колку порано третираме, толку подобро. Така да не се плашат да ги срушат оние бариери како што и мотото оваа година, или рушење бариери, премостување разлики на денот за дијабетесот. Да ги тргнат тие тежини кои што ги имаат на себе, нека дојдат, ние сме тука да се што ги интересира. Заедно да се бориме со дијабетес. Па со ваква докторка, секако дека пациентите се во вистинските раце. Само тоа можам да кажам. Надеца, драго ми беше што бевте дел од утринската програма и токму да зборуваме на Светскиот ден на дијабетесот. Па ќе се видиме повторно, да ги алармираме и секогаш да ја разбудиме свеста кај останатите дека навреме треба да правиме контроли и за глукозата, меѓутоа и за се општо во животот. Благодарам, да,